Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитива. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Се чувствувам дека јас и ти сме седнати моментално негде на кафе и си правиме обед, дека немам момент ја да потклекнам. И да се сопнам станувам и да ме боли ногата, продолжувам да одам. Зашто највеќе се нападнати жените од страна на жените? Не копирам никого. Гледам да сум свој уникатен, многу сум емотивен човек, длабоко емотивен, од надвор не знам како изгледам. Искрено не добив поддршка од никој на почетоците мои, од моите колеги. Само од еден колега добив поддршка. И ден денес е тука околу мене. Не ја сваќав. Дете бев, нели? Како пораснавме. Почнав да ја сваќам дека стварно. Добре дојдовте во уште еден подкаст, разговор кој што знам дека ќе го привлечеме вашето внимание и разговор кој што сигурно и ќе ве инспирира, а и ќе ве допре за чувства кои досега не сме ги слушнале. Барем кај една личност која што вие и тоа како ја обожавате. Особено кога сакате да изгледате добро, средено, од глава па до пети, како јас денеска. За мене денеска се погреши од глава до пети Octay Sadie Hair Studio, а меѓу нив се Smart Living, Dongfeng, Eastgate, Fashion Group, Studentaria, Octay Sadie Hair Studio секако, F-Stop, Printing, Pan It Print и секако Creative House M. Мислам дека препоставувате кој денеска ќе ни биде гостин во студио, ќе дознаеме нешто повеќе за него, а верувам дека сигурно ќе ве замисли. Octay, добре де во мојот подкаст за прв пат вака. Добро те најдов. Искрено, ја уште не почнавме, готово, мене ме пукна емоција, затоа што сум сведок на овие идеи од самиот старт. И можам да кажам дека тука бев сега да ти речам доста више за сите, сега време за тебе. Ја не знам како ќе продолжиме прва минута. Јас сум готов. Затоа што ова нема да биде само професионален разговор, тука ќе биде и многу емотивен, поради тоа што прво ја и ти сме блиски, преблиски пријатели, кои што сме секојдневно заедно и сме сведок на сите наши ситуации, моменти и буквално оваа тема мислам дека ќе го покажеме само еден дел. Мислам дека ќе не запознаат конечно покрај тие влогови што ги правиме, веќе една екипа таму се смее позади камера, ќе имавме вака. Меѓутоа ќе не запознаат какви сме приватно, затоа што друго е кога се објавуваат некои работи на социјални мрежи, друго е на влогови и така натаму вака приватно, ама па затоа постојат вакви формати каде што можеме слободно да се изразиме. Точно, и мило ми е што има ваков формат и што повеќе ќе има. До сега имам дадено нели безброј интервјуа и слично. Али прв пат се чувствувам вака Како дома? сум. Прво сум возбуден, второ преубав амбиент. Свака ти час. Не ни се посомневав во тебе. Знам што поседуваш. Да не удовлекуваме, да почнеме. Ние почнавме, не знам ти каде си. Така да има многу за зборење. Ова ќе биде само еден дел од нашиот. Јас се чувствувам многу комотно, прво морам да кажам, и пријатно, затоа што ајде што се познаваме. Колку веќе 5 години, отприлика, нели? 5-6 сигурно. 5-6 ги има. Мислам дека е доволен период каде што ќе можеме да разговараме, па ајде со другите гости отворено, со тебе најотворено. Ако ние не си кажеме што имаме да си кажеме, не знам од кого треба тоа да се очекува. Но ќе почнам од самиот почеток. Како си? Дали си добар? Конечно сум добар. Секогаш може да сме подобри, али гледам позитивно на сите работи и сум најдобар момент. Кога ќе кажеш позитивни работи, на што мислиш секогаш гледам на позитивните работи? Секогаш гледам на позитивни, видете, секогаш може да е од подобро и подобро, но немам таква цел да сум најдобар, никогаш. Само да сум доволен, затоа што не мора да сум перфектен, не ни сакам да сум. За мене сум доволен и толку тоа ми е доста, а и за луѓето што се околу мене, како и ти, чим сум ви на вас доволен, што значи на прав пат. А кога го зборувавме ова проектот Reset и разговаравме многу на темава како би требало да изгледа и што да се прави, што да се додаде или одземе, кои ни се визиите, беше активен и даваше своји сугестии, мисли, идеи. Колку ти е важно да бидеш дел од патот на еден свој пријател? Дали ти исполнува
што тоа пробудува како чувства кај тебе? Кога гледаш дека твојот пријател еве чекори кон некои вакви цели. За среќа, имаме слична дејност, се бавиме со јавна професија двајцата. Многу подобро можам да те разберам отколку што некој нели рандом пријател ќе те разбере до некаде. Знам каков е тежок патот. Пред 7 години скоро би на веќе 8 можеби, кога нели првиот чекор го стапнав кон нели врвот, да го чекорам. Врвот е секогаш многу тежок да се искачиш. Искрено ќе кажам, далеку се гледаше, ама мислев дека можам да го искачам. Не сме на врвот, никој не е на врвот. Али ете стигнавме некаде, мислам дека. И затоа знам колку ти беше тешко, колку што можев сакав да ти помогнам во било која област. Мојата работа е естетика, знаеш. Се надевам ти се свигаат сите тотал аутфити. Се надевам ќе ви се свига и на вас. Пишете во коментар. Да, од глава реков до пети се е направено со неговите магични раце. Благодарам на довербата твоја која се препушташ во моите, нели, во моите раце. Тоа е отприлика. Професионални, мајте. Да, не можам да сум професионален. Да, не можам. Пробувам. Се чувствувам дека јас и ти сме седнати моментално негде на кафе и си правиме обед, ама не ќам да претерам. Од почет према телевизијата ми, нели, гледачите. Знам колку време ти требаше да си го отвориш и срцето, и душата, бидејќи сум ти пријател. Тоа го следам долго време и можеби многу тешко го предаваш тој дел некој да ти го пази, да ти го чува. Зошто да, тоа затоа што види насмевката е само делот кој го краси ликот. И претежно гледам да сум само позитивен, затоа што животот е толку краток и толку според мене животот е еден поклон каде што треба да го живееме како што ние сакаме, нели, во нормална граница. И сметам дека луѓето понекогаш безпотребно се грижат за многу работи, кога за све има решение, освен за едно. А тоа нема да го напоменам тука што е тоа. Затоа што сакам да почнеме позитивно, а понатака што ќе покаже времето, ќе видите сите. Види, искрено кога ќе дојдам јас кај тебе во салон и наидувам на прекрасни клиенти, луѓе кои што ја имаат твојата доверба и доаѓаат и не само што прават шминка и фризура, туку и ти се отвараат, зборуваат со тебе и можеби некој чувствува толкав слободен простор и да ти каже лични работи. Колку тебе тоа ти олеснува или отежнува со оглед на тоа дека треба да си професионален со нив? Мојата работа е да извршам мојата дејност. Поред тоа, нели, имаме личен контакт тука со клиентите, каде што треба да се посветиме, да поразговараме, да го видиме клиентот. Затоа што не сека доаѓаат клиентите само се стрелат. Нека тоа е како провод. Јас така викам. Ти доаѓаш на фризер да си поминеш убаво. Кафе си пиеме, си правиме обед, се средуваме, значи нема побо нешто. Тоа е за стварно. Доаѓаш да уживаш едноставно. И секад ве молам, не се потресувајте, не се грижете, за убаво сте дојдени, ќе биде убаво, све се средува, косата е жива материја, ако денес не биде, утре ќе биде, тоа е тоа, ќе се среди. Углавном се соочувам со многу ситуации, со многу карактери, различни, секојдневно, различни идеи секојдневно. Не е лесно да исполнуваш нечии желби, значи најтешката работа е можеби во животот да исполниш желба нечија. Тоа дали е клиент, дали е сопатник, дали е фамилија, дали е другар, другарка. Значи ти да направиш нешто, на него да му се допадне тоа нешто, значи некое дело, треба стварно да го сослушаш, да го соживееш човекот пред тебе, буквално да влезеш во неговиот дух и да видиш ти усвари како го гледа, за да можеш ти тоа да го створиш. Јас само презентирам тука убавина, представувам тоа, извинете, убавина, се бавам со нели фризури и шминки, но луѓето прават и милион работи во животот. Значи ова е само еден дел. Така да ти реков, мора да ги соживееш, да ги видиш, за да направиш некое добро дело, за да може да е задоволен клиентот. Која ти е најубавата порака што ти ја пратиле клиентите? Најубавата порака. Што можеби ти пробудила некоја емоција, се Точно. расплакал? Па често пати кога ми го кажат зборот, среќа на таа мајка што те има или што те родила. Нема побав зборот тоа. Нема. Милион зборови слушам во текот на денот, преубав си облечен, преубав дотеран, убав си, изгоден си, ваков си, таков си. Тие се многу убави зборови, но уште побави се овие кога врз некое дело тебе те фалат, врз некоја твоја дејност. Затоа што ние луѓето не сме само фигура. Значи во нас има нешто внатрешно што не се гледа. И ако тоа го препознае некој, тогаш ти си направил нешто. Што е она што тебе те движи во денот, како мисла? Која е она мисла која што, еве, се водиш во денот, имаш предизвици, ги надминуваш, меѓутоа имаш цврсто некој став за животот дека нема да потклекнеш. Колку што е убаво, толку е тешко, затоа што ја обично сум позитивен човек многу. Често пати
позитивно гледам на работите. Најголемиот проблем гледам да го решам на најбезболен начин. Барам решение често на секој проблем и фала Богу го решавам. Но кога ќе стане збор, имам денови кај што нели човек сум и не ми е лесно нешто, ме разбираш? Се дешава, луѓе сме. Ама кога ќе ми текне дека имам огромна обврска во животот, која не можам тука волко отворено да ја објаснам, секој еден што ми е близок во животот ми е обврска. Не обврска лоша, него осеќам дека немам момент ја да потклекнам. Сега барем за сега. Немам момент ја да паднам или да се сопнам, станувам и да ме боли ногата, продолжувам да одам или било што. Сега за сега немам таков луксус да паѓам и да тагувам или не знам што. Гледам да го надминам тоа заради моите најблиски. Затоа што они имаат потреба од мене. Како и сите луѓе од тебе. Благодарам. Нема да си пуштал тука солза сега да се расплакуваме што ќе видат подкастов. Ништо. Ќе треба да носиме паломи на страна цел тим да треба трча. спонзор за паломи тука подхитно. Треба да ги вадам од страна. Добро. Мене ми е многу драго што ја познавам таа страна од тебе. Драго ми е што можам да видам таа емотивна страна, искрено, затоа што ете луѓето се такви, имаат свој изграден став или пак можеби само некоја неоснована предрасуда за тоа како некој изгледа или можеби само се носи така натаму. Овој подкаст нема да биде само каде што зборуваме за кариерно поле, туку да ги изразиме нашите емоции. Кога ќе прочиташ и таков коментар или кога некој нешто ќе ти пренесе таква информација, тоа она што ти доаѓа како наплив на емоција што сакаш на сите да ја кажеш, еве, имаш микрофон сега пред тебе, онака Многу сакаш работи да би кажеш. сакал да кажам, знаеш, дел од работите. Дури не дел, сите ги знаеш. Но мислам дека сега не е времето. Еден ден ќе ги кажам сите работи што ги мислам. Од типот на ова ќе биде апел за сите луѓе. Затоа што ние сме луѓе. Не сме еден човек, на еден човек така да му наштетува. Тоа не значи дека тебе само физички може некој да ти наштети. Со зборови, со неприфаќање на твоите дела, со непочит. За мене тоа е поголема штета. Значи не е штета само некој да те удри или да те повреди телесно. Значи ние луѓето си ја правиме најголемата штета на самите нас. Често пати сум сведок, дека нели работам во светот со жените, гледам како една жена ја напаѓа другата жена. Зашто? Нели ти си жената што треба да ја штитиш другата жена? Зашто највеќе се нападнати жените од страна на жените? Не треба да е така. Сметам дека они треба да има некој минус, да рече плюс е тоа, не е така, да го поправи тој момент, да ја промени, да не ја декларира така пред јавноста или пред другите. Јас зборам сега за жени, затоа што со нив работам и за нив можам да зборам. Не дека нема и од машките. Да, но додека машките се малце полабеви, не се замараат толку шо како рекла, казала, не знам, ама ете, често пати ќе слушнам од мои блиски другарки, другари, вака ми направи една работа. Како колешка тоа и тоа ми направи. Зашто? Нема потреба. Као нема потреба, радувајте се на вашите успеси. Зашто? Мене ми е многу жал, во живееме во една прекрасна држава, стварно прекрасна. Често патуваме, знаеш. Сега пред 5 дена се вратив од Истанбул. У Истанбул, знаете, магија. Значи, тоа е една магија. Арно, ама да ме прашаш мене кај би живеел, ја пак би живеел тука. Зашто? Прво, е преубаво за живење. Второ, сме преслободни. Кој што сака, кај сака, кога сака, одиме, правиме, шетаме, уживаме. Огромни боеми сме први основно. После работа, пред работа, сакаме да седнеме, да пиеме, да јадеме, се дружиме, да другаруваме, да споделиме енергија. Ама се ова џабе кога имаме еден огромен минус, што тоа што не се подржуваме едни како други како народ. Зашто мора нашето секад да биде безценето, а наше не. Ако е туѓо, секад е најдобро. Значи тоа не треба така да е. Добро, сме биле сведоци на многу такви случаи и до ден денеска и мислам дека за секогаш така ќе стојат барем на ова поднебие кај нас. Јас не велам дека ние не сме аплаудирани и подржувани. Благодарение на публиката ние сме денес тука пред вас. Само што како народ би сакали другите останатите да бидат подржувани во било која област, да не бидат критикувани. Кој што сака може да прави, кој со кого сака може да оди, кој што сака може да јаде и да пие и како сака да се однесува. Значи ти не си тој што ќе суди. И точка. Дали ти судиш? Никад не судам, затоа што сум бил осудуван за све. Не многу длабоко, али површински. Можеби не со директни реченици, но со погледи. Можеби не со поглед, ама со некоја гестикулација или мимика. Но тоа нема никад да ме натера да потлекнам или да се навредам или да се повредам. Секогаш вака ги гледам работите. Ако имаш доволна храброст, дојди кажи ми, ќе добиеш одговор. Ама не сум го видел тоа од никој.
така да. Кога мислев на судење, мислев на пример кога нештото не го разбираш, како му приоѓаш на На проблемот? на проблемот или на тоа што е пред тебе, како ти го разбираш, како ти го Па не мора расудуваш сега тоа. све да разбереме. Ја не сакам Мгм. све да разберам. Значи, ако нештото не го разбирам, не мора све да знам и да разберам. Значи, онако сака или таа сака така да се однесу слободно. Што има све да разберам? Не ќе. Пак се враќаме на знам дека ништо не знам и Знам отворен дека сум за ништо не учење. знам, затоа што мојата енергија и моето здравје е најбитно пред се и не можам ја да си го потрошам за да го сватам некој што нешто не ми е јасно. Ке дојде ден, животот ќе ме натера да го сватам тоа нешто. Без брзање, кај трчаме. Трчаме да стигнеме до следното прашање. Ајде. Дали сметаш дека пријателите околу тебе се правилно селектирани? Да, затоа што имам многу малце пријатели. Ја не ќе многу пријатели, искрено ќе кажам, како што се развиваме, како што растеме, се сваќам дека кругот се намалува уште во помал круг, потесен. Можам да кажам, немам повеќе пријатели од една рака. Дури многу е. Па да, во денешно време и така се Искрено да ти сведуваат кажам, работите. Нина, знаеш, сме разговарали на оваа тема, се додека бев, нели разговаравме преска за врвот. Се додека Мгм. бев околу планината, многу луѓе имаше тука. Како што почнав да се искачам кон врвот, сватив дека еме постудено, еме помрачно, ем си посам во тој пат. И остануваат тука само вистинските пријатели со тебе, од која едната си ти. И сватив дека не ми требаат многу мина луѓе, затоа што реално енергија те зимаат, нема да те сватат, нема да те разберат. Битно ми е моите клиенти да се задоволни, моето семејство да е стрекно, први оне, и моите пријатели да се околу мене задоволни од мене, како пријател, то доволно ми. Ајде малку да ме навратиш кај Октај, малиот Октај. Како изгледаше? Дали беше стрекно дете? Дали беше Стрекно весело? беше. Што сакаше да прави кога беше Истиот мал? беше, верува, истиот беше, ако се вака звучи можеби глупо од страна дека ќе кажам истиот бев. И кога бев мал, бев принуден од страна на животот да пораснам што побрзо. Животот ме доведе многу рано да влезам во овој сектор. И фала му што ме доведе на некој начин, за да можам сега пред сите да сум веќе изграден, да барем знаат кој седи сега моментов, кого слушаат. И често пати гледам да правам добри дела, со тоа му возвраќам на Бога. За мене е огромен дар од Бога ова моментално што посетувам талент, за да можам ја преку тој талент да печалам. Затоа што стварно не е лесно во денешно време да направиш свој бренд, најтешко, а уште потешко да го одржиш континуитетот. Со тоа гледам да му се заблагодарам на Бога и нели да возвратам на луѓето кои што им е потребна било каква помош. Нема да кажувам тука што правам и како правам. Мислам дека дел од вас знаат и тоа не се ни кажува, не го кажувам. Само гледам некогаш тоа да го објавам, да го покажам зашто. Зашто веќе кога имаме некоја публика, имаме бројка на публика, зашто ние мораме цело време да покажеме, нели, убави моменти, облечени, дотерани, ресторани, вечери, да сликаме. Зашто мора да си ти осуден ако покажеш дека правиш добро дело? Да, тоа е вистина дека доброто дело не се кажува, ама кога веќе ти имаш толпа на луѓе и публика, зашто ти денеска да не натереш со твоето дело да направи некој добро дело? Било какво, не мора некој голем. Значи, денеска да поздравиш некој, да му помогнеш на улица, било шо, да на едно маче, на едно куќе да му даеш храна, е добро дело. Дали ќе бидеш во ред со тоа и луѓето никогаш да не те разберат? Да, Еве. затоа што ја не ќам секој го да разберам. Не мора никој да ме разбере. Дали имаш стигнато до таа точка? Да, Да го живееш тоа вистински? да, не мора да ме разберат. До пред година и пол, две, да сакав да сум разбран, да не ме свати никој погрешно. Ама чекај, не кев така да кажам, вака кажав, ама зашто ти така ме разбра? Сега бе, ти кажав. Фамилија, моите клиенти и моите пријатели, толку, не постои ништо повеќе во мојот живот. Подкастот Ресет е за ментално здравје. Тука се отвараме за емоција, за чувства, се што не обкружува и не допира. Што е она што тебе може, еве, си на социјални мрежи, разгледуваш се и се што. Што е она што тебе ти го разнежнува срцето? Те прави да си горд што имаме нешто во нашата држава или пак некој момент е доловен или пак можеби е твое дело кое што ти го правеше луѓето потоа го дефинираат како што тие знаат. Што може да те допре до сршта, до твоите емоции многу длабоко? Многу сум емотивен човек, длабоко емотивен, од надвор не знам како изгледам, ама во мене живе, значи,
Се што правам со чувства, ништо не правам само логично. Во секоја моја логика има дел од чувство, значи мора да е направено и со срце тоа дело. Било што, дали работа, дали пријателство, дали било каква помош, дали проект, ништо не правам површински да или колку да е направено. Или мразам кога нешто копираат. Не копирам никого. Гледам да сум свој уникатен. Можеби и затоа сум овој октај денес што сум тука. Може ли да го отвориш прашањето, Моце? Јас сакам да допрам малку до твоите емоции, до она што јас го познавам и знам за тебе. А знам дека секогаш ти е многу драга една личност, нејзиното мислење и за сите твои постапки, можеби не од сите, меѓутоа од таа една личност, секако сакаш да слушнеш збор, сакаш да ја гушнеш и секако дека тоа е твојата мајка. Нема подраго нешто од мајка, стварно. И битна ми е низината насмевка во низиното лице. Затоа што они не се вечни, никој не е вечен, нели? Али сакам буквално да биде горда во секоја доба, онака, буквално. Горда мајка да биде. Како што е. А мене многу ми се допаѓаше моментот кога ќе дојдев кај тебе во салон и ќе се правев со косата и ќе ја забележав дека дечки, секој божи ден беше во салонот. Секој ден сакаше да те гледа како ти работиш, да се восхитува, не ти ни пречеше, како да не беше ни тука присутна, а беше како ангел, чувар кој што тука ти седи и те следи, те поддржува, а ти само ќе свртиш глава и ќе погледнеш, аха, добро, тука е, продолжувам Фала се му на работа. Бога што тука што се сведочат на секој наш чекор. Многу ме движи она во животот као мајка. Не знам дека за секој чедо мајката е нели најбитна, исто и обратно. За секоја мајка своето чедо. Но она мене ме порасна со други верувања и со други гледки. Значи она друго гледа на светот. И јас Може ли да ни го опишеш нејзиниот свет? Па накратко? да, затоа што она гледа другче, од друга перспектива. Ја знаеш. Ме научи дека од мал дека ја не смеам да газам ни умравка, например. Ни на мравка не смеам да газам. Значи тоа не го сваќав дете бев, нели? Си играш на улица и газиш и правиш. На моменти ќе ми кажеш октај, зашто вака направи као они тоа го изградиле, не смееш да го нарушиш. Не ја сваќав. Дете бев, нели? Како пораснавме. Почнав да ја сваќам дека стварно И го другото имаш и тука тетоважа од неза. знаеш. Ако продолжам, нема да можеме да довршиме. Ќе оставиме ова за нареден пат. Колку ти е тешко да, еве како маж, да збориш за своите емоции, бидејќи е многу ретко да Воопшто се не ми е види. тешко затоа што ние сме исти, нема машко-женско. Бог не створил сите подеднакво. Емоцијата е емоција, нема род. Не е срамота да пуштиш солза и да покажеш слаба страна. Значи, ти си човек, ти не си камен. Многу е нормално. Јас сум овој што сум. Значи, тоа е тоа. Значи, не може ништо да ме повреди од типот некој збор. Во овој свет, мислам дека нема ништо што е наменето посебно за женски или посебно за машки. Нема. Подеднакви сме. Исто е чувство, значи не може машкото да има, не знам, каков карактер, а жената да биде слаба или обратно. Нема врска. Ние машките сме, например, ја помалце болка трпам, сигурно него ти, разбираш? Нема врска тоа машко-женска делба. Општо. А за оваа тема ќе разговараме друг пат. Тоа знам дека ќе има простор да се разговара за се што не допири, не движи. Имам едно прашање ја за тебе. Дали ти ќе дозволиш некогаш да седнеме во други насоки и ти да си гостин тука, а јас да зборам, за да можете вие Нина да ја запознаете? Ќе дозволиш? Ме гледа камера еден таму, века, сега што правиме, тесно си. Ќе дозволиш? Ќе дозволам. Мислам дека заслужуваш и ти, и не само ти, твоите сакани луѓе. Мислам, твоите луѓе што те сакаат и што те пратат, заслужуваат и твојата страна да ја слушнат, и тебе да те запознаат малце поблиску, затоа што ти имаш многу да кажеш. Не само да кажеш, и да покажеш. Јас како сведок на секој твој чекор, не би сакал сам да откриам никад, би сакал ти сама да кажеш, а да сум сведок и да сум до тебе. Така да ќе дозволиме, ќе дадеме простор и луѓето тебе те запознаат. Дали мислиш дека мене ми било едноставно да ти ги отворам своите емоции? Мислам дека јас сум по-сложен оваа тема, ти си малце по-тешка. Покрута?
потешка, покрута си, како. Мене ако ме повлечеш и моите зборови после си сами, ако не знам стоп, знаеш, продолжуваме. Ама тука сега мора да има стоп во оваа тема. А иначе еден ден јас себе ќе те прашувам. Кој знае какви прашања ќе ми спреми, јас мислам дека директно ве сршта. Јас мислам дека ти нема да имаш простор да збориш. Како можеме ние да сме професионални и плачеме и се смееме? Ама добро, ово е таков природен подкаст каде што искрено се да ти кажам, покажуваат овие емоциите. солзи што ми идат и ми се многу солзи радосници. Малце сум утрема затоа што те гледам вака и ја гледам ситуацијава и знам како дојде ова. Не, воопшто не дојде лесно. Се Мило ми. не почнеме да има ја ќе почнам тука да лепам и ќе испаде ми си јал. Плачем. Солзи и смеа. Требаше ја тебе те прашам, не ти мене. Ја. Значи не било лесно, а? Не било лесно, кој е дека е лесно. Ти уболи кога ќе Кој ќе познаваш, посведочиш, кој ќе посведочиш на некои работи кај својот пријател. најубав, најдраго ми е. Затоа што јас сум човек што нема грам љубомора у него. Са тоа ќе звучи многу банално вака да го кажам, ама стварно не завидувам, не љубоморам најмалку на моите блиски, као ако можам да помагам максимум. Во тоа што сум најдобар. Во тоа што не знам, не можам да помогнам. Кога нешто не знам. Која емоција ти е најтешко да ја изразиш? Еве гледам дека тагата многу лесно може да ти излезе. Многу лесно може. Стравот, не Искрено знам, ќе ти кажам, бесот. до пред 3 години бев толку крут, што мислев дека не смеам да покажам никаква слабост у животот. Да покажеш некоја твоја моментална состојба и особина, не знам. Па добро, То- сега ти сега ни покажа дека да пуштиш солза не е ништо страшно. Воопшто. И знам дека луѓето ќе пишуваат и ќе кажат као аман доста више, ама дечки ова е живот и многу е нормално. Како што се смееме и солза да пуштите е нормално. И ја ви препорачувам на сите, пуштете солза, ќе ви олесни. Солзата ја чисти душата. Скроз. Така велат и Да возрастните. се надоврзам, да. Не се доискажав. До пред 2 години сметав дека не смеам да покажам, не смеа да видат, зашто сега да кажам ќе ме сватат погрешно. Животот е толку краток. Све има да покажам и све што сакам ќе направам. И никој нема да добие за право да ме осуди. Тички ова беше готово. Гасете камери. Толку беше. Чекај. Значи сега кој да- знае што ќе се случи тука во студио. Не, едноставно ништо Шего. посебно нема да направам и покажам или кажам, но си го живеам животот. Има кој да суди, луѓето не се тие што ќе судат. Колку е убаво да имаш сестра која што те бодри, поддржува и со тебе заедно во бизнисот. Колку тоа тебе ти значи? Она ми е мене дидот кој што кога се изморам се подпирам. Тука секогаш. За се. Јас ако продолжам да те прашам, ќе не можам ништо да те прашам. Ќе морам нека друга тема да спртам затоа што ти ги гледам очите. Да. Мислам, фала му на Бога. Али тука сме едни за други. Ние сме израснати малце со подруги сваќања. Не знам како да го опишам. Не велам дека и другите не се израснати така, ама јас посебно сме со други. Цело време сме биле вака, сплотени, цело време заедно со фамилијата, нели, најблиските, тесниот круг. И се што правам за нив, искрено ќе ти кажам. Како ти го изразуваш својот love language, односно во превод и за гледачите, како ти изразуваш својата љубов, како ти покажуваш дека некого сакаш, без разлика дали е фамилија, дали е пријател, партнер. А тоа ти да одговориш затоа што ти знаеш? И јас ќе се надоврзам. Како покажуваш еве на сестра ти? Во дадени моменти кога знам дека заедно работите. Знам да покажувам, кога сакам покажувам, се гледа, се осеќа. Ја усвари сум многу директен, знаеш. Кој е твојот начин да ти поедноставам? Дали, пример, има некои луѓе, нивниот love language е да им купат подарок на некого, затоа што смета дека тоа го заслужуваат. Да ти кажам искрено? Некој прави мали гестови, некој прави како нели во срцења чуда или не знам нека порека ќе напише. Јас за тие работи, ме знаеш, баш не сум толку така романтичен. Не дека се преправам, стварно не сум толку. Иако вака од надвор може би изгледаме емотивен, сигурно е романтичен, не, затоа сум нула. Ама имам друг начин, од типот на не знам, ќе се јавам, што правиш, кај си супер си, еве си, кај си и ќе дојдам и ќе отидам или ќе речам ајде дојде ваму да идеме. Ќе седнеме, ќе јадеме, ќе пиеме. За мене да направам гест е да седнеме и да поразговараме и споделиме некоја си да размениме енергија. Тоа и може и со фамилија, и со пријатели, и со партнери, и со све. За мене поклонот не е битен многу, затоа што
веќе сите се може да си земат, на пример, ме разбираш? И убаво си еве сега ќе земеш телефон, најнов модел телефон, едва чекаш да го зимаш, една недела, две и после тоа веќе ти станува банално. Ама гестовите и моментите се паметат. Јас тие работи ги паметам, затоа може и мене тие ми се вредни и сметам дека на другите тоа им е вредно. Може грешам, не знам. Која е твоја особина што ја имаш? Си свесен за своите вредности? Кажи. Која е особина кај тебе што ја негуваш, ама па луѓето не ја знаат? Што е оно што го правиш ти како карактеристика, доблест, што луѓето па немаат многу начини да ја забележат? Што правиш, пример, кога ќе заврши со работно време? Како го Си ме посветуваш тоа забележила време? дека често пати се заблагодарувам на Бога и дури некад ми се смееш, ама на позитивна смисла. Тоа го правам. Гледам да направам нели некоја добра цел. Минимална да е. За да се одолжам на некој начин. За некои убави работи. Тоа ми е што луѓето не го знаат, што не го покажувам. Ако тоа ме праша. Колку ти значи вербата во Бога? Многу. Не судам. Не сум тој јас што ќе судам. Ама мене ми значи. Тоа е тоа што ме води во животот. Секој човек мора да има верба во нешто. Значи, без верба не се живее. Замисли колку би бил ти празен човек, да не веруваш во ништо, као, окей, ама што е целта, како као? Ме разбираш? Тука ми е многу интересен моментот што баш тие атеисти кои што кажуваат дека не веруваат во ништо, а сепак го користат на крај, мислам ја користат на позната фраза. Моја другарка, дај што ја знам, Боже. не ми е другарка познаничка, на испит ке влагаше и нешто ми прави муабет, ја баш вака отворив тема нешто и мене ми се смеава као. 21 век ти уште ли као, да, верувам уште. И као нешто после неколку дена, леле, дај Боже да го поминам испитот, викам ти како нели на кој Не си Боже се верник, молиш да. ти? Нели Да. ти не веруваше као? Како ти са ти? Ама да, узречица, бе, каква узречица или да или не. Нема такво нешто. Несигурни. Тие луѓе се несигурни. Ајде да малку да разговараме за нашето пријателство. Ајде. Мислам дека тоа не е омилена тема, секогаш наоѓаме време да си разговараме и да си се отвараме и да си дискутираме за многу детали. Дали мислиш дека сум била добар пријател за тебе? Секогаш. Секогаш, во секое време, во секоја сфера, на секој начин. Имаме многу моменти поминато, безброј моменти. Она што го гледат на Инстаграм е само можеби 20 или 30%. 20. Тие другите 70-80. Секако Инстаграмот не е реалниот свет. На Инстаграм покажуваме нели се што е најубаво, некојаш некоја тага драга, ова мала или ама пак приватност е приватност. И оваа платформа што ти моментално ја водиш со оваа тема, мислам дека е многу добра за да можат и гостите и луѓето да се конектираат на некој начин, суштински да го видат неговиот или незиниот став, мислење, гледиште, душа и така натака. Што вреднуваш кај еден пријател, а што не би рекла негираш, туку го отфрлаш? За мене, знаеш, моето мото е ова. Не ме сакај, ама поштувај ме. Значи тоа не зборам за пријател, заопшто. За мене не е битно да ме сакаш. Мене ми е битно да ме поштуваш, затоа што сакањето е нешто менливо. Денес те сака, утре не те сака, ама поштувањето останува. Пак ќе кажам, на пример, сме имале милион професори, наставници што не сум ги сакала, ама сум имал поштување, стравопочит. Ме разбираш? Не мора да го сакаш, не мора, зашто да го сакаш, не ти е близок. Значи, не мора да ме сакаат сите. Не мора ни тебе да те сакаат сите. Доволно е твоите блиски те сакаат, а другите те поштуваат. Јас не се согласувам тоа дека треба секој да не сака. Си бил ли некојаш во таква ситуација кога си очекувал во почетоците на твојата кариера сите да те сакаат, а те прифатат? Сум бил, па затоа сум го изградил ова мислење сега. Сум мислел дека треба секој да те сака, да те зашто да не ме сака, зашто ја не правам лошо, кога сум мислел. Искрено не добив поддршка од никој на почетоците мои, од моите колеги. Само од еден колега добив поддршка. И ден денес е тука околу мене. И му се заблагодарувам. И му имам кажано. Можеме да знаеме за кого или Станува збор за Дадар, он е огромен професионалец. Многу го поштувам. Он е многу поголем од мене, имам многу што да научам. Секогаш му викам. Никогаш не знаеме све. Никој не знае. Како што живееме секој ден ново нешто учиме. Од другите баш не видов поддршка никаква. И тогаш не ни верува во мене, као
гледа дека нешто сум пролазно, знаеш. Тогаш бев 20 години имав кога отворив првиот салон. 20 години стварно. Сега кога се навратам назад и кога ги видам сега деца во 20 години, како сум се осудил, стварно не знам. Мислам сум се осудил. Како сум имал сум имал таа храброст, ама сум верувал у себе, у талентот сум верувал. Ме разбираш? Едно дете 20 годишно не може да верува многу у себе без искуство. Ама може да верува у талентот што го знае, што го поседува. Тоа е многу важно каква основа има и од дома и од околина. Моите секад ми беа поддршка. Додека до некое известно време се сметаше дека оваа професија не е за мене. Имам зборувано и претходно и во другите платформи. Паднав во искушение дека можеби стварно не е за мене оваа професија во тоа време. Но животот ми покажа дека пак ќе се навратам, Бог ме дарил со тој талент. Значи јас треба тоа да го правам и точка. Не ми е битно нечие гледиште, па макар и моите да се тоа. Да, ги ценам, ги поштувам, ги сакам, но кога станува збор за мојот личен избор, за работа зборам, мислам дека родителите немаат толку право да се мешаат во таа сфера. Затоа што не знаат детето што поседува, што може. Искрено ги кажам, татко ми беше многу од таа страна да јас сум високо образован. Тоа му беше најбитно. Тоа не знам колку го знаат луѓето. Да, Нека си... не знаат и за него беше најбитно да сум високо образован. Додека јас сакав да го работам ова, што денес што сум. Мораше да го завршам факултетот прво, за да можам после да поминам во оваа гранка. Можев отпорано да поминам, но вака испадна, вака поминав. Морав да завршам нешто што можеби не сакав, ама морав да го исполнам, да исполнам неговата желба, ја исполнив. Откако исполнив неговата желба, дојде редот на мојата желба. И ете, пак речам, благодарение на Бога, се исполни. А тука секад беше мајка ми до мене, секогаш. И моите сестри, да ме поддржат. Се учев на нив. Има многу за зборување на таа тема. Би те прашала само што ова околу фамилија и мислам дека таму си најранлив и не би те отварала повеќе, би го оставила за понатаму. Го паметиш ли денот кога, велиш дека татко ти не те поддржувал на почетокот, кога си имал такви соништа? Го паметиш ли денот кога ти се јави или ти кажа во лице, многу сум горд на тебе? Го памтам моментот кога татко ми отишел во продавница, а мене ми има објавено на Слободен печат, како млад, талентиран, наш, успешен фризер. И кога отишол у продавница и као продавачот му рекол, видели син ти го има на весници? И сега татко, зашто го има син ми на весници? Нема поима. Всушност он не знаеше дека јас толку се бавам со ова, затоа што јас меѓу време и студирав и го работев ова. Му го покажал весникот, како повели, види, као браво, свака час. И сега он бил збунет, кога што ми пренесе. И вика бев многу среќен кога видов тоа, вика не верував никад дека може вака да се деси. Вика отидов у кафана и сите ги почастив. И као познавајќи го него, као тој збор ми докажа многу во животот. И сватив дека нели е среќен конечно. И уште посреќен станав и тоа е тоа. У кратки црти. Се гледа колку ти била значајна поддршката генерално во животот за тоа што си сакал да почнеш на твоја кариерно поле. И сега денеска имаш и мислам дека со таа поддршка од дома си незапирлив, што е многу убава приказна. Сега татко ми е најголемата поддршка. Сварно, исто и моите. Можам да кажам дека со мене заедно и они работат сега. Значи гледаш, сонот на едно мало дете не сме никој да го поништи. Никој. Па макар били родители. Сам дека и ова приказна на фамилиарно поле ќе биде мотив за многу млади да им дадат надеж, мотив да си работат сепак на своите соништа, па макар и биле најтесното семејство. Значи, нека ви бидам јас пример дека само она што го знаете најдобро правите го. Во што си најдобар, освен во она што знаеш да правиш шминка, фризура, па и ме облече многу добро? Па, се што е естетски, ја многу цртам, знаеш. Јас како мал често ќе доев дома со ниски оценки затоа што нели немав домашно напишано, немав, не знам, што тетратката не ми била цела напишана, затоа што цело време имав во тетратката цртежи. Значи од мал се гледаше кај скова ќе бидам. Ја од 14 години правам коси, од 14. Од таму 9-10 цртам само, цртам. Тој мој жар, јас го изразував на тој начин. Значи тоа било каналот што сум можел однатре нешто да извадам,
да го видам со очите и да се уверам дека јас правам нешто. Ме разбираш? Ќе направиме една мала активност овде. Ќе ти дадеме сега пенкалце, ќе ми подадат од екипата. И јас и ти заедно ќе напишеме на едната страна своите позитивни страни што ги имаме за себе и своите можеби недостатоци. И да си ги прочитаме на глас што мислиме за тоа. Може. Чисто да им доловиме на гледачите колку е убаво да сме свесни за своите квалитети што ги имаме во нас и на што треба да работиме. Мислам дека тоа е убаво нешто Да. што можеме да го направиме. Само пенкалце ќе ми дадете. Не треба ништо друго бидејќи имаме овде некои празни простори за запишување. Да, може слободно. Инаку морам да ги поздравам сите во екипата кои што се зад камерите и будно следат се. Еме повели. Морам и ја да ве пофалам сите вака. Како работевте? Трудно. Браво за сите. Мислам дека и според насловот на подкастот Ресет ќе се ресетнеме. Ќе направиме, еве, Само не го заборави ветувањето, те молам. Дека еден Ветувањето? ден ќе ги смениме ќе улогите. ги смениме улогите. Само на еден ден. Само на еден ден. Значи пишуваме 5 позитивни карактеристики за себе и еве 5 недостатоци. Па да ги дискутираме. Што мислиш на тоа? Секако. Ајде да видиме. Јас не знам што да Знаеш мислам што? сега. Меѓу време ти можеш нешто да објасниш. Ја да ги А пишам, знаеш па што после ти ја да можеш да ги објаснам ти да пишеш, пишеш. јас ќе пишувам тогаш Да, ќе за да не зборувам. биде празно. Јас морам да ви кажам периодот кога ги имав тешките моменти во својот живот и за кои што вистина е дека сум малку покрута и тешко е да се зборува на некои одредени теми. Толку во тие моменти Окте беше тука и се појави некако пратен со таква цел, животна цел, да биде присутен тука и да биде ведрина, можеби да биде светлина и да биде позитивен пат. Она кое што верувам дека секој од вас очекува од пријател да биде тука кога најмалку очекуваш некој да биде, па дури во најтешките моменти. Некој за вас ќе биде тоа сестра, брат, мајка, татко, можеби блиска или далечна роднина, но таквите луѓе во вашите животи треба да ги памтите по тие дела што направиле во тие дадени моменти и колку тоа значи за да, например, таа Нина и ова денеска се две различни особи. Не ме слушај сега, мене пишувај си. После ти ќе раскажуваш. На оваа тема има многу за зборување, ама пак реков, ќе дозволам ти да зборуваш. И јас Мислам си- дека- и јас си дозволив. Да, мислам дека заслужуваат луѓето да те запознаат суштински како си. Пишувај сега да завршиме со твојата активност, Ајде. за дека јас таму забрекам на камера. Вистина е дека имав една соработка, морам да кажам, на Инстаграм, каде што внесовме со цел една мисла дека луѓето сметаат и многу често доаѓаат такви некои мисли до мене дека јас сум арогантна, препотентна, недостапна и што ли уште не, за кој што сигурно ќе слушнете, ама па и ова Нина може слободно да ви каже додадете уште нешто плюс, слободно, ќе ми одговари онака, веќе ниту имаме време за тоа, ниту пак нешто повеќе ќе ни значи. И јас никогаш не сакам за себе да зборувам така, затоа оставам да зборува за мене подкастот, да зборува начин на кој што јас се обраќам со вас. И темите кои што ги обработуваме, јас секојдневно на себе си работам. Кога гледам и организаторот таму позади камериве, се љулја од една на друга, се навикува, ми се допаѓа што правите, ми се допаѓа во која насока се движите. Дали е добро? нека врти моторот. Рики, како си? Добар си? Земи ти нешто запиши на страна. Имам да кажам многу. Повели на честитка. Ма тоа сега ти треба да читаш. Ја да читам? Ајде. Ти треба да читаш, што имаш да кажеш. А можеш Сакаш и ли да да ги- покажеш на камера. Сакаш да ги пишеш ти прво твоите па Ова сега да видам дали се разбравме. Што пише? За себе или за мене? за мене. Добро. Така? За тебе. Сега вака. Добро, почнам покажи од- само вака еднаш пред камера дека си напишал нешто многу. Ете, супер, и сега можеш да свртиш да видиме што си пишал за себе. И позитивни и негативни. Иако ја не ги гледам кај негативни, туку треба да сега се ги ти кажам. работи. Добрите нешта е стварно сад глупо ја да ги кажам, побо ти да ги кажуваш, ама нема весе. Ајде да ги кажам. Човек кој се соживува со све и со секого, што Мгм. барам се сочувствуваш. па да и со секоја ситуација се соживувам, као
сакам да се стам во нејзина или во негова ситуација и да видам како ги гледа работите. Ако можам да помогнам, сега пред малце што ви кажа, колку што можам да помогнам, затоа што тука сме да си подадеме рака, затоа што секад нас ни треба некогаш поддршка. Као, ајде стани, можеш, направи, окей, има и полошо, ќе биде добро, продолжи, знаеш. Тоа е едната работа, другата работа, многу сакам да дарувам нешто, да направам среќа некој и некоја, било кој. Тоа е твојот love language. Тоа е тоа, love language, точно. Реален сум, директен сум, ме знаеш. Ако нештото го мислам, колку и да си ми близок ќе го кажам, затоа што тоа е за твоето добро. И истото го барам за возврат. Позитивен сум, знаеш. Животот за мене, ако би било еден наслов, би било само смеј се. Се И ќе тоа е биде тоа. во ред. И све ќе биде во ред. И знаеш, упорен сум, затоа што го сакам, ќе го направам. Јас ќе ти забележам зашто си испуштил на работа да пишеш внатре. Ајде. Драги гледачи, Окта има една емотивна страна во себе што се смеевме пред да влеземе во студио. На срцето си има стен еден фластер. Еден фластер и многу е тешко да се допре таму. Меѓутоа кога се допре, Гори. а река може да истече. Зашто Реално, е да. тоа така? Искрено не знам Забори зашто. да пишеш дека си емотивен. Емотивен, да, стварно. Многу емотивен. Ја не знам како може волку да сум емотивен. Стварно, значи. Ајде, уметник си, разбирам. Ама артист. многу сум емотивен. Како стареам, јас Зошто сум емотивен толку? како стареам уште поемотивен и уште поемотивен, значи стварно. До каде Не ми е вака? јасно, до кога? До До каде? А, Ма стварно за се можам да се ме погодува, значи. На улица идам, ќе видам нешто и сега ќе го поминам тоа нешто, некоја нели ситуација и сега цел пат мислам зашто не се вратив, зашто не направив, зашто не помогнав. Буквално за тоа цел ден можам да си го уништам денот. Не да си го уништиш, меѓутоа можеш да размислиш во дадена ситуација да помогнеш Не, следно. секако тоа го правам, но некад нели. Не знам, семафорот позади имало коли и сега ја не можам да застанам да помогнам на некоја ситуација и мора да отидам, нели, да веќе возам. И сега викам зашто не отидов десно, зашто не скривнав. И за такви работи. Ќе ти простиме за ова. Мислам дека можеш да преминеш на лошите. Да видиме до кај се Лошите видите. Има 5 ми рече да набројам. Јас само 2 и на другите 3 реков нема. Леле, отка, ајде да видиме. Вака, лесно избувлив сум. Сварно, ова ми е сигурно од лавот. Значи Да ви за 5 кажам. минути можам тука фајер да биде и за 15 минути река може да стане ова. Значи 15 минути ми трае лутината. Многу сакам кога сакам. Значи, Тоа е лоша особина. не, ова е добро. Кога сакам, Ова е ќе префрламе преминам сега. прва. Чекај, добро. ќе се надоврзам. Кога сакам, многу сакам, се давам не 200, не 300, 500%. Во секоја сфера, не, без разлика дали си во љубов, дали си во пријателство, дали фамилија. Кај мене нема 100%. Значи има 200, 300, 500%. Уште така се одржаваш или? Да, ако сакам. Или имаш Не, фластери ставено? Фластерите стојат тука зашто Ама има препукува и се Па одлепуваат. некогаш знаеш, нови треба да се залепат. Појаки. Абе луѓе сме. Па затоа те прашам дали остануваш човек или Човек. Можеш Некам да да станам се- камен, никако. камен. Не, тоа не е за мене. А чекај се не те сватив, ова последново беше Епа, лошо? Не, сакав да се надоврзам. А, за добро. И сега ми отиде мислата. Ама нели го имаш пишано таму? Не, тоа друго беше сега. Чекаме. Лесно избувлив, нели? Али за Лесно 15 минути можам стварно се да срдам. Тоа ми е стварно огромна мана. Али кој ме знае дека тоа не го правам од зло и од лошо. Некогаш сум предиректен беспотребно. Некогаш без да размислам кажувам нешто, а можам некого да повредам. Ама тоа за добро, не за лошо. Не да навредам некој. Како тоа го имаш забележано, например? Од самото лице на човекот кој ќе го слушне тоа. Снимајте. И добро, што правиш кога ќе го видиш лицето? Порано, таа особа. например, ке си кјутев, ти кажав се што мислам, чао. Ама сега сватив дека не е убаво да скршиш нечие срце. Не е убаво и знам да се извинам, да речам извини. Иако сум управо, знам да речам извини. Затоа што знам дека некогаш некој не е спремен во тој момент да го свати тоа. После ќе го Тешко ли ти е да кажеш Ќе го извини протумачи. некогаш? сега не, претходно многу. Сега воопшто не ми е тешко, затоа што сум човек обичен како сите сме исти. Сите ќе си кажеме извини. Никој Знаеш не е што ми посебен. се допаѓа сега, што слушам? Едно време, не знам колку паметиш, те прашував за емотивна интелигенција. И ти ми кажуваше, земавме книга и читавме некои работи, знам бевме сенати во литература. И не знам како гласаше книгава, нешто планината си ти, така нешто и ми вели
ти ова треба да го прочиташ. Молим, викам, јас овие работи ги знам, сум ги поминала, можеби викам ти треба да ги да ги прочиташ, и беше всушност и отвара книгата, чисто сака сама да види што наслов има внатре, така се поминуваат книгите. И најде некоја мисла и вели ти си повеќе со емотивна интелигенција отколку јас. А јас денеска после можеби поминати се 4 месеци сигурно, а може и се и повеќе. Еве сега слушам и ми се потврдува дека си почнал да го освестуваш тој момент и дека таа емотивна интелигенција Живее у мене. живе и си ја разбудил. Да, емоциите се мене кои ме движат од животот. Имаме периоди сите каде што нели окрутуваме, се загорчуваме кон некои нешта, ситуации, но се поминува. Добро, кога веќе се распиша, веќе ти дам уште едно ливче. Ајде, видиме што би пишал ти, бидејќи знам дека не знаат дека се дружиме, сме цело време заедно и мислам дека имаш таа слобода да пишеш позитивна и негативна страна на твојата пријателка од оваа страна. Одма. Ова можам и да пишам и усмено да ви и песна ќе напишам. Дај ми го тоа пенкалова не Вот, пишам. вот дека ти е ред. Ајде. Ова е првата на подкастите. Добро. Кажи ја позитивни и Јас негативни. ќе позитивни и негативни се, немој да се Добро. свртиш кон негативните, нели Па, сега рековме ќе видиме. подобра треба слика да оставиме, да се ресетираме, да тешко ми е. Сега кога ќе ги пиша некои работи, да видиме дали ќе ме погоди во сршта, дали ме познава добро и да видиме кон каде ќе целиме. Многу ги сакам овие теми, многу сакам да се проверувам со прашања, со активности, да видиме до каде сме и да се предлабочиме. Ја многу сакам да се Морам да предлабочувам. потенцирам дека со овие работи и луѓето маците веќе те од поблиску ќе те запознаат. Па тоа е самата цел. Да Значи не тука и сум двајцата сме и арогантна. гости и водители. Затоа е самата цел да И се имаме допаѓаш убави, има ваков комфорт. да има и гости, да има и слобода, каде што ќе можете и вие да ме запознаете повеќе и да дај Боже да можеме да имаме таква прилика понатаму и да се шириме и да има луѓе кои што ќе ни пуштаат прашања, ќе сакаат да знаат нешто повеќе, слободно и добре дојдени ќе бидат. Но секогаш кажувам чекор по чекор. Како што знае да каже Атиџо, така ли беше? Чекор по чекор. И јас ги памтам тие мисли и така се водам кон животот. Морам да ви кажам, кога е на тема ментално здравје, многу си правев порано притисок дека се мора да е совршено, дека се мора тоа добро да изгледа и да се реди, да се направи. Меѓутоа, кога стануваше збор за овој подкаст, јас така слободно го направив, така некако се опуштив и реков, одиме без стеги, природно, па што би да биде. Ја мислам дека ти запиша таму се. Се. Ќе почнам прво Ајде. од добрите. Ајде да видиме. Со оваа намена, со ова Има многу дело. лоши, да видам какви се Не, вака добри листове. си, добри си. Ау. Со ова дело фактички луѓето и тебе ќе те запознаат. Стварно си човек што никогаш не е конфликтен. Сме имале многу ситуации. Дали некој ќе возиме кола, дали некој ќе направи некој, нели, ќе се избаци, дали некој ќе каже нешто друга кола. Значи никад не гледаш да се караш, да се нешто префрлиш. Туку као, окей, чао. Тоа најдобрата особина ти е што така ги поминуваш и филтрираш работите. Зашто ми се Второ, живее. Имаш добро срце, воопшто не си лош човек, воопшто. Не мислиш зло никому. Се радуваш на мали нешта, скрос мали нешта. Не ти треба многу за радост тебе. Мислам дека оваа страна заедно ја проработивме да правиме добри дела, да се такмичиме, ја и ти кој ќе направи поголеми дела. Тоа не е нашиот предизвик. Тука се такмичиме. Ми се допаѓа редоследов на работите. Идеме Не, лошите. во црните нешта. И зашто црни? Така ги Мислам нареков. дека се Не, предизвици. ја морам да признам дека во овие се напишани нешта, веќе на 50 може и повише се надминати, ама морав да ги пишам. Искрени сме се. Мислам дека ова се твоите 5 минути. Како Има ја ти ги сега. дадов се, Има, ние правиме она ми разговор. дозволи, готово. извинете, морам. Вака сега. Имаше многу недостиг на верба кон други луѓе. Кога те запознав. Значи, страшно не веруваше на никому и на ништо. Што тоа е многу тешко еден човек така да живее со тоа. Прво за себе.
Зашто на крај денот гајле му на тој дали ти му веруваш или не, ќе си каже и ќе си отиде. Ама ти остануваш со таа мисла. Зашто не ми кажа вистина, зашто сега ме вака, зашто така, тоа го имаш решено. Предпоставки свои, да. Значи, што ти прави работата на себе? Предпоставки на страна. Надминато, чект. Беше презатворена, дечки. Толку затворена, планини, не знам, треба да изодиш, да искачиш, за да можеш ти усвари да видиш каков човек. На почетокот ние се запознавме Дали ние сме многу... слични или не сме Многу сме слични? слични. На ова. За ова сме многу слични. Само јас сум малце полесно. Полесно? Малце ми треба. Значи Јас стварно сум малце ми потешка од треба. Ако тебе. ме чепнеш кај што треба, готово, јас ќе сам ќе ти кажам. Додека кај тебе малце поразлично, ти стварно треба да поминат многу време да се увериш во тој човек. Па исто време имавме. Сега. Гледате како се правда? Ке да си на моје столче тука. Ке те видам. Добро. Кажав, имаш огромни ѕидини, не пушташ секој да се доближи. Усвари во тебе лежи толку позитивно девојче. Добродушно. Нема штета никому, 100% сум сигурен тоа, ама тоа не го покажаш на никому. Тоа само го криеш за тебе и за твоите најблиски. Мислам нека го видат луѓето тоа. Нема ништо. Добро, мислам дека се ресетирам. Ресет. Мислам дека се ресетирам со ресет. И дека имаме простор каде што ќе се отвараме. Преталентирана си, сум ти зборил милион пати. Ама беше чекај во лоша Да, ствар. ама сега сум доврзан. А, добро. Прво те спремам, знаеш. Добро, воведи. Преталентирана си, значи самите идеи кои си кажувавме на друг, за сите овие што ги градиме меѓу време. Тука бевме да се подржиме, да додадеме плюс идеја, да надопуниме ако треба. Ако нешто не бива да го скратиме. Имаше многу несамодоверба во себе и во своите квалитети кои ги посетуваш. Стварно жално ќе беше ако ништо ова не го свареш. Ова морам ако јавно го кажам. Ова идеја и сите други што ги направи во изминативе години две. Многу сум среќен. Стварно многу сум среќен. Затоа и кога почнав бев со полни очи затоа што седнав, ама не ми е реално што правиме, дали е таа идеја што ја мислевме што 2 години ја спремаме, може она повеќе у себе, ама ја со неј за 2 години работиме на нови проект. Денонокно шетаме, патуваме, викаме ова тука ќе го правиме, ова тука, милиони идеи, знаеш. Идеите се толкави што не ги собира во реалниот живот. Не можеме да ги изреализираме некогаш. Добро што сега ти ги надмина тие предрасуди за себе. Мислиш дека си недоволна, усвари си супер доволна. Да, имам тука едно татуажа You're Enough. И мислам дека таа татуажа ти е потсетник дека си доволна. Морам да дали кажам. ќе кажеме за нашето кажи си. Тука има една татуажа која што намерно ставив You're Enough, за да може вака не знам дали ќе се види на камера, ама You're Enough да ми гласи секој пат кога ќе треба да се потсетам во дадени ситуации. А тука има нешто што вели make it happen, односно дај Нина, веќе направи го тоа, не чекај повеќе, нема право време, сега е вистинското време. И овде е сушност логото на подкастот. Така што има уште една тука што ја направивме ние заедничка. Само јас сум се долга кошула. И се бранови, односно нашите патувања. Мислам дека од таму и се почна. Се. Уште имаш таму уште некој работи? Не, тоа е се. Па не било тешко. Не, чекај, јас ќе ти спремам други прашања, овие се само моментов спремени. Мислам, не се ни прашања овие. Овие се само точки. Како ти ги мотивираш и што им кажеш на младите, кои ќе те сретнат и кои ќе ти кажат ти си ми инспирација за работава, ова што го направи, кој е оној збор што ми го патуваш? Многу ми е мило кога ќе ми се обратат млади луѓе, надвор, било каде, ресторан седам, ќе ми дојдат. Го гледам тоа во нивните очи, го гледам она срекниот поглед, као здраво, дали може као нешто било што, као муабет да направиме, општо со луѓето, или не знам да се сликаме или било што. Или често добивам на Инстаграм прашања на мојот личен профил, многу сакаат да се советуваат со мене за изглед. Ако стварно сум пример на оваа младина и на ова општество тука, било каков пример. Јас би бил најсрекниот човек на цел свет. Искрено мене тоа ми е целта, да бидам пример. Нема побаво нештото. Често налетувам на тие прашања, на тие пораки, тие се тие што ме движат. Фала им. И секогаш сум тука, се што можам да помогнам на луѓето. Колку што можам. Имаш ли некоја животно мото? Некоја мисла? Имам, ја знаеш. Не ме сакај, но почитувај ме. Да го запишете ова. Запишете го. Има ли нешто што не знаат луѓето за тебе што сакаш сега да го кажеш? Вака при крај на нашето
дружење? Па мислам да кажав дека сум преемотивен, ова нигде го немам кажано. Се гледам, не е тешко да видиш, ама у последниве години не знам што ми стана и јас сум толку емотивен што некојаш До годините. до годините каде. Остаревме. Остаравме да ти кажам. Како ти би се ресетувал сега? Како би се ресетувал? Сите чувства, сите мисли би ги живеел онака до точка, Би го живеел повторно исто. скроз. Болка ако е болка, радост ако е радост. Истото. На тој начин ти се ресетираш усвари. Ако не поминеш кроз некоја болка и само го или одложуваш или правиш замена со друга за ти да не осетиш таа болка, ти усвари ништо не си поминал, ти не си видел, ти не си спремен за живот, ти не знаеш уште што те чека во животот. Наредната битка, ако повторно ти биде негативна, ти уште толку ќе пропаднеш. А вака скалило по скалило, колку што ќе гориш, толку ќе се очеличиш. Тоа е тоа. Добро. Да го заокружиме нашиот разговор со уште една мисла. Што би советувал свој пријател? Биди онаков како што си. Има точка, заперка, Точка. изличник, точка. Само точка. Оке, фала ти многу што гостуваше и што ја отвори ти и ја заедно со тебе малку душичката пред луѓето, пред нашите гледачи и што дозволи да бидеш ти пак свој, да ги покажеш своите емоции. Ретко е да се види тоа, посебно за мажите. Даваш надеж дека мажите имаат чувства. Имаат. И ќе имаат. Значи, низ историјата имале, само што му биле приморени да стојат цврсто. Немале друг избор. Што пушташ солза не само да чекаш да ти прилие чаша, туку го исфрлаш тоа, се чистиш својата душа. Тоа е многу убав момент за Да. тебе Тоа е и појако за од своето мене. ментално здравје. Тоа е појако од мене. Порано можев, сега не можам да го менаџирам така лесно. И сакам само една порака да дам до младите. Као што кажав и преска, уште не е роден тој човек што ја има таа сила над вас или што е над вас, што ќе може да ве критикува вас по надворешен изглед, по карактерна особина, по емоционален, на емоционален начин, по ваши избори. Значи, не постои. Не дозволувајте. Значи, не постои. Немојте да правите нешто затоа што треба друг да задоволите. Најголемата грешка во мојот живот, не зборам за фамилија, зборам за пријателство, пријатели, работа, нека е. Најтешко е кога сакаш да задоволиш нечи апетит. Тоа мислење за тебе, ако е така, за мене не е. И нема да биде никад вистинито. Сите ние се живееме на свет, мој личен, кој што си го градам, и никој нема право на говор. Значи, никој освен Бога. Значи, ако он е сведок на се што правам, и он е сведочи и гледа, мене ми е гајле за луѓето што мислат. И никад нема да ми биде гајле. Се додека сум на прав пат. И сите вие така останете, нели, не зборам за лоши особини и лоши карактерни навики, се додека сте на прав пат и сметате дека тоа вас ве исполнува, прајте го и никој нема право да ве суди. Само тоа. Убава мисла, со убава мисла го завршуваме овој подкаст. Можеби ќе не подразмисли баш што е вистинскиот пат, дали пак вие одите по тој и до каде сте. Денеска не инспирираше Оки, ни кажа некои работи што не сме ги знаеле до сега, иако јас ги знаев. Ти знаеше кај да чепнеш, ама наредно јас ќе чепнам. Ке има прилика сигурно. Но Ветено е. нека Ветено. ветено сторено, нема бегање. Размислувајте, трагајте по своите одговори и никогаш не престанувајте да бидете љубопитни. Тоа е убавината на животот. Се додека барате, ќе има надеж. И се додека не пробат, нема да знаат дали точно тоа е тоа за нив. И додека не пробате, никогаш нема да знаете. Така што бидете гладни за животот, работете на себе и гледате Ресет. Се гледаме во наредна епизода. Чао!